Во ова издание на Саботна хроника на Прва Скопска, во која ве подсетуваме за актуелните настани, ќе гледате. Со инспекциски контроли и казни, град Скопје ќе се бори против загадувачите. Фекалии пливаат во дворовите на жителите од Нова Колонија. Од следната недела почнува вакцинацијата против грип. Постојниот пешачки мост, каде што требаше да биде поставено панорамското тркало, чие што изградба е прекината, нема да биде во барок стил, туку ќе биде современ пешачки мост кој ќе биде висечки и нема да има никаков контакт внатре во реката. Идејата за реализација на овој мост е да не се сруши нешто што е 80% готово и зашто досега се потрошени 7 милиони евра, туку да се рационализира трошокот и да се направи што е можно поминимален. Наместо предвидените уште 7 милиони евра кои требаше да се доплатат за мостот без тркалото, тоа сега градот ќе го чини околу 4 милиони. Освен тоа што овој мост ќе биде висечки и нема да пречи за нормален проток на реката. Од коритото на Вардар ќе се отстранат стопите кои требало да бидат носачи на панорамското тркало, со цел да се овозможи непречен проток на реката. На почетокот на летото, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов рече дека градежните активности таму ќе се интензивираат и би требало пред нова година да биде завршено и во целост да се ослободи коритото на Вардар, и тој да стане проточен и да нема излевање на Вардар заради физичките пречки на стопите. Побаравме одговор од град Скопје за тоа докаде е постапката со пренамена на мостот во пешачки мост, а оттаму ни одговорија дека досега се работеше на проектот со кој ќе се смени неговата функционалност. Поточно, истиот ќе биде пешачки, нема да прави застој во течението на реката Вардар, а воедно и нема да го попречува видикот кон камениот мост. Овој период треба да се започне со поставување сајли, бидејќи мостот е висечки, пошто ќе продолжи неговата преадаптација, изјавија за Прва Скопска од град Скопје. Шилегов најавуваше дека коритото на Вардар ќе се исчисти од галиите, на кои, според него, местото не им е во Вардар. И за ова побаравме одговор од градот, откаде не информираа дека поставените галии во реката Вардар представуваат опасност по безбедноста на граѓаните и нивните имоти, и градот Скопје работи и ги анализира можностите за нивна дислокација. Нивните првични заклучоци од оваа постапка е дека со дислоцирањето на галиите во моментов би имале сериозни повеќе милионски импликации кон буџетот на град Скопје, па во моментов бараат други начини за нивно отстранување. Интенцијата на Шилегов е тие бродови да бидат отстранети од коритото на Вардар. Општина Газибаба го започна креирањето на граѓанскиот буџет за 2019 година. На овој начин сите граѓани ќе имаат можност да ги достават своите предлози и идеи преку пополнување посебен образец преку едношалтирскиот систем на општината или да ги испратат на мејлот gradonačelnik@gazibaba.gov.mk. Во креирањето на буџетот ќе учествува и невладиниот сектор и граѓанските здруженија кои ги дадоа своите предлози за буџетот на Газибаба за 2019 година. Во рамки на проектот Буџет за сите, градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски одржа состанок со невладиниот сектор и граѓанските здруженија, на кои разговараа за проекти кои општината заедно со невладиниот сектор ќе ги реализира во 2019 година. Како што информираат од општината, на средбата е договорено заеднички да се подготвуваат проекти со кои ќе се аплицира за средства од европските фондови во насока на поголем развој на општината. Исто така разговарано е и за проектите предложени од страна на младинските здруженија во насока на поголемо младинско активирање во општината. Од Газибаба најавуваат дека во следната 2019 година како општина ќе го формираат младинскиот совет на општина Газибаба, кој ќе располага со сопствен буџет за да може самостојно да ги реализира младинските проекти. Во рамки на проектот Партнерство и изградба на капацитети, пат до одржлив развој, градоначалникот на општина Бутал Велимир Смилевски учествуваше на форум за поврзување, вмрежување и конференција Учиме од соседите во Скопје. Целта на собирот е вмрежување на локалната самоуправа на општини од Македонија и Србија, со цел создавање партнерства за заеднички настап во програмата за прекогранична соработка Србија-Македонија, чиј почеток се очекува до крајот на годинава. На
На првиот ден беше представен проектот ИПА, програмата за прекогранична соработка на Србија и Македонија 2016-2020. Исто така беа представени општините од Јабланичкиот и Пчинскиот округ од Србија и северозападниот и Скопскиот регион од Македонија. Присутните градоначалници подпишаа и меморандум за соработка со кој треба да се унапреди соработката и мрежувањето на градови и општини од Македонија и Србија. На меѓународната конференција беше представена програмата Учиме од соседите, на која беа презентирани примери за добри практики од соседните програми: Србија Бугарија, Македонија Бугарија и Македонија Грција. Европските држави треба да направат поголеми напори за подобрување на квалитетот на воздухот поради исклучително лошите резултати од влијанието на загадениот воздух врз човековото здравје и околината, се наведува во анализата на Европската агенција за заштита на животната средина. Загадувањето на воздухот е главна причина за предвремена смрт во 41 европска држава, меѓу кои и 28 од Европската унија, се нагласува во анализата. Околу 420.000 случаи на предвремена смрт во 2015 година се поврзани со загадувањето на воздухот во тие држави. Загадениот воздух е причина за проблеми со дишењето, срцеви заболувања и рак и го намалуваат животниот век. Загадениот воздух представува и еден од најголемите проблеми со кои се соочува Скопје. Како што наближува зимата, така и нивото на загаденост во Скопје расте. Веќе почна да се чувствува непријатна миризба во воздухот. Граѓаните, а особено младите, почнаа да реагираат на стариот проблем за кој се уште нема решение. Тие се жалат на лошиот мирис, печење во грлото и очите, а најмногу го чувствуваат луѓето кои имаат проблеми со респираторниот тракт. Минатата зима, социјалните мрежи и интернетот беа преплавени со слики од мерните станици кои покажуваа голема концентрација на PM10 честички во воздухот. Но годинава не се знае дали граѓаните ќе имаат увид во тоа. Сензорите на повеќето мерни станици кои го прикажуваат загадувањето не испраќаат податоци до Министерството за животна средина. Во скопските населби Газибабе и Лисиче мерните станици работат селективно. Па така, инструментот за мерење на PM10 честички во Газибаба е исклучен на 14 август, а во Лисиче од 5 октомври. Иако од Министерството за животна средина и просторно планирање на 26 октомври преку соопштение до јавноста најавија дека инструментите за PM10 честички во Газибаба и Лисиче набрзо ќе бидат вклучени во системот, тие се уште не функционираат. Иако сите ветуваат дека проблемот со загадувањето ќе биде решен, тоа сепак тешко оди. Најавени се неколку мерки кои треба да влијаат на намалување на загаденоста на воздухот, но сепак бенефитот се уште не е почувствуван. Револтирани жители од населеното место Нова Колонија испратија реакција до редакцијата на Прва Скопска дека веќе подолго време имаат проблем со фекалната канализација. Имено поради неодржувањето на пумпите во дворовите на неколку куќи им извираат фекалии и се шири многу лоша миризба. Тие велат дека овој проблем го имаат околу една година, односно откако се поставени новите пумпи кои се уште се под гаранција, но не работат. Велат дека се обратили до надлежните, од кои им било ветено дека ќе се реши проблемот, но за жал досега уште ништо не е направено, велат жителите. Нивното барање е да се ангажираат работници од страна на јавното комунално предпријатие Газибаба и редовно да се чисти пумпата, за да не се насобира отпадот. Жителите од ова населено место се револтирани од проблемот кој го имаат цела година и велат дека освен што имаат непријатна миризба во дворовите, истата се чувствува и во домовите, така што се загрижени и за здравието на нивните деца. Од школото, овде има 5 згради, тие 5 згради имаат по 10 стана, тоа се значи 50. И нашиве плюс на оваа улица 6 бараки, водата избива кај нас, пошто ние сме на најниско ниво. Краток период ги пуштија, после што стана, не знам, одиме се жалиме, интерверираме во местна заедница да ни помогнат, пошто они се надлежни за това. Што ви рекла? Се јавувале од општина, им рекле ќе дојдеме, а еве месец дена и нешто нема дојдено. А ова не е еден ден, секој ден корика тече канализацијата. Не можеш прозор да отвориш, не можеш надвор да излезеш. Култури надвор имаш нешто, ете така во дворче, не можеш ништо од тоа да набереш или да консумираш. Тоа е греота.
Оваа населба, значи, уште од 60-тите години си имала одвод, довод, самите жители на населба колонија се одржувале и со ваков проблем не сме се соочувале до сега. Меѓутоа, сега наместо да биде подобро, тука е полошо. Значи, не можеш да живееш едноставно. Мириса, грозно. Затоа што сега ќе почнат и дождови, снегови, ние, значи, пак ќе пливаме во измет, во фекалии. Тука, пошто е најниско од целата населба, значи и од школото, и од другиот дел од зградите, од куќите, сета вода, сето ѓубре, значи сите фекалии се собираат овдека во нашите дворови. За решавање на овој проблем, екипата на Прва Скопска побара одговор и од директорот на јавното комунално предпријатие Газибаба Владко Митовски, кој рече дека е запознаен со проблемот и се прават напори истиот да биде решен. Митовски рече дека пумпите во Нова колонија не се под надлежност на ЈКП Газибаба, но денеска побарал од општина Газибаба надлежноста да се предаде на предпријатието за да може пумпата редовно да се одржува. Митовски рече дека пумпата ја има поставено фирмата изведувач Изгрев и се уште е под гаранција, а изведувачот треба да ја замени во рок од неколку денови, најдоцна до петок. Проблемот постои веќе подолг период, временски интервал негде од прилика меѓу 2 и 3 месеци. Поплагите на граѓаните се секојдневни, меѓутоа тоа не е во наша надлежност, најдиректно го кажувам, односно се уште не ни е предадена ингеренцијата од страна на Советот на општина Газибаба. Значи, исконтактиран е веќе изведувачот, фирмата која што ги има работено пумпите во колонија, односно која што ги има поставувано, со што и во ваше присуство и вие бевте сведоци, дујето дадоа збор дека во текот на ова недела, односно до петок, најкасно ќе ги стават повторно во функција. Добро би било да ни се предаде тоа како јавно комунално предпријатие од страна на Советот, бидејќи таму сега моменталниот проблем е во тоа што пумпите излегуваат од своите лежишта. Значи, по интервенцијата од кога ќе фирмата која ќе изведе интервенцијата, значи и која ќе се стават комплетно во функција, односно не излегуваат од нивните лежишта, тогаш би прифатиле од страна на Советот да не ги предадат во наша надлежност, со што наша обврска ќе биде редовно чистење на таа горна решетка каде што највише се собира ѓубре и смет и пумпите се запираат. Инаку жителите со кои разговаравме велат дека населбата Нова колонија во минатите години важела за една од најубавите и најсредените населби во Скопје, но за жал во последниот период сликата е многу поинаква. Екипата на Прва Скопска ќе ја следи и понатаму состојбата околу овој проблем, па се надеваме дека изведувачот, како што вети, ќе го реши проблемот и повеќе нема да се чувствува непријатната миризба. Вакцинацијата против сезонски грип ќе почне да се спроведува од првата недела на ноември во центрите за јавно здравје низ државата. Годинава прв пат вакцинацијата ќе биде бесплатна за лица над 65 години со просечна и подпросечна пензија, како и за оние без пензија. За останатите лица кои сакаат да се вакцинираат, во тек е утврдување на износот што ќе треба да го платат, информираат од Министерството за здравство. Обезбедени се вкупно 28.000 дози вакцини за заштита од сезонски грип за 2018-2019 година. Станува збор за 4-валентната најнова вакцина против грип, која заштитува од 4 видови инфлуенца и е во производство на француска фармацевтска компанија. Вакцината против грип е незадолжителна и се дава на доброволна база, но препорачана е за хронично болни и возрастни пациенти. Дел од епидемиолозите сметаат дека матичните лекари треба да се вклучат во дел кај постарите пациенти, за да ги насочат каде треба да се имунизираат, со цел да не настанат гужви. Статистиката од изминатите години покажува дека во една сезона во земјава се трошат околу 30.000 вакцини за заштита од грип, приближно иста бројка колку и најавените бесплатни дози.
Цените на бензините и дизелот од ноќеска на полноќ се намалуваат од 1,5 до 3,5 денари. Најмногу се намалува Евросупер БС 98, односно за 3,5 денари, а најмалку дизелот и екстра лесното масло за домакинство за 1,5 денар за литар. Евросупер БС 95 се намалува за 3 денари. Согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер БС 98 ќе биде 73 денари за литар. Евросупер БС 95 ќе се продава по цена од 71,5 денари за литар, а дизелот по цена од 67,5 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство ќе биде 56,5 денари за литар, додека малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,99 денари за килограм, што значи дека тој сега ќе се продава по цена од 37,4 денари за килограм. Намалувањето на цените на нафтените деривати се должи на пониската цена на суровата нафта на светските пазари во изминатиот 14-дневен период и повисокиот курс на денарот во однос на доларот. Граѓанската иницијатива Го сакам водно бара итно прекинување на активностите за изградба на гасоводот низ Водно, поради како што велат загрозувањето на животот на работниците на терен и игнорирањето на мерките за заштита од ерозија. Се работи на исклучително тежок терен со наклони од 63% во должина од 107 метри и 71% во должина од 163 метри. Работниците треба да ги носат багерите во амбис, затоа што така оди трасата на гасоводот. Треба да го ризикуваат својот живот за да продолжи изградбата на гасоводот низ Водно по секоја цена, велат од Го сакам водно. Нагласуваат дека не се применуваат мерките за заштита од ерозија кои се потребни на сите наклони поголеми од 20% во парк шумата Водно, иако како што посочуваат, препорачено е да се имплементираат низ целата делница. Мерките не се применуваат зашто не е завршена постапката за јавна набавка за избор на фирма која ќе ги спроведе, порачуваат од граѓанската иницијатива и додаваат дека планот за заштита од ерозија по нивно барање пред 1 месец е доставен до МЕР и до Министерството за транспорт и врски. За нив е симптоматично и обновувањето на решението за сеча од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, а велат дека е можен фалсификат и студија за влијанието врз животната средина, бидејќи еден од професорите потпишан како соработник сам јавно истакнал дека првпат слуша за изработка на таков проект. Како посебен проблем го истакнуваат немањето дозвола или мислење од Министерството за одбрана за градба на гасоводот во непосредна близина на бункерот во кој е сместена главната противвоздушна одбрана на Скопје. Посочуваат дека не се донесени и законите за Водно и Матка, кои се внесени во владините заклучоци од 22 август годинава. Со почетокот на грејната сезона, значително се зголеми загадувањето на воздухот. Ова е тема која се актуализира секоја зимска сезона, а градските власти и покрај напорите не успеваат да го намалат аерозагадувањето. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на денешната 20-та седница на Советот на град Скопје информираше за активностите кои се преземаат за справувањето со овој проблем. Интензивираните контроли и дежурства на инспекторите за животна средина, при кои се изречени двојно поголем број казни во однос на истиот период лани, се само показател за напорите на градот да се воспостави ред во односот на граѓаните и предпријатијата кон животната средина, рече Шилегов. Тој додаде дека инспекторите на град Скопје извршуваат и редовен инспекцијски надзор на правни субјекти, инсталации кои подлежат на Б интегрирана еколошка дозвола. Сериозно го ја засиливме службата на инспекцијскиот надзор која што имаме. Имаме малку отпор од вработените, тоа ви кажувам, бидејќи комуналните редари и комуналните инспектори биле малку на поинакви навики работни, навикнати од она што сега го барам и јас како градоначалник, меѓутоа и раководителот на инспекцијскиот надзор на инспекцијскиот сектор од нив. Сите редари, сите комунални инспектори се опремени со GPS-и, за да не ни се случува дека овдека ќе се регистрираат са бајле во 8:30 кој ќе дое на работа и после тоа не знаеш каде е бидејќи му е теренска работата. Вршивме сериозно зголемување на инспекцијскиот надзор во изминатиот период.
ви давам една компаративна бројка, само во текот на септември 2018 година се извршени 190 контроли. 190 контроли, од кои што 132 записника се изготвени, 132 мандатни казни, зборувам инспекцијски надзор кој што се однесува и на капацитетите на кои што се под наша надлежност, бе лиценци носители, меѓутоа и на градежни објекти и на поединци луѓе кои што, да речем, несоодветно го третирале отпадот. Имаме поднесено 31 барање до извршител за наплата на овие платни налози и имаме надвор од тоа пратени на општо корисна работа 93 граѓани и ова ќе се интензивира во текот на октомври. Извршени се контроли и на градилиштата, како едни од најголемите причинители на загадувањето на воздухот. Еколошките автобуси, субвенциите за обука на оджачари и чистењето на оджаци, како и гасификацијата, се исто така дел од адутите кои градот ќе ги употреби против загадувањето. Превземавме действие овдека, знаете сами го основавме градски енергетски системи како предпријатие кое што треба да се бави со два сегмента. Едниот сегмент е гасификација на градот Скопје и вториот сегмент е превземање на управување со топловодната мрежа со цел да може градот да биде креатор на енергетската политика на самиот град. Градот, иако нема ингеренции, го изготви законскиот текст за еколошко мапирање на возилата, истото го понуди на соодветните Министерство за економија, Министерство за внатрешни работи. Кажав, мислам, на една од седмиците дека тоа е во владина процедура и очекувам дека собранието консензуално ќе донесе еден таков закон. Идејата е да знаеме кои од возилата во колка мера го загадуваат сообраќајот, го загадуваат воздухот кога се во сообраќај, меѓутоа да се даде и административна можност на градската управа или градоначалникот да врши редукција на сообраќај на определен вид на возила кои што го загадуваат. Тоа ние како град влеговме во циклус на обнова на флотилата на јавното сообраќајно претпријатие и во тек е постапката, мислам дека ја напоменав, за набавка на автобуси на газ, кои што очекувам дека во втората половина на наредната година веќе ќе бидат дел од флотилата на градски. На седницата на Советот на град Скопје, на која најголем интерес предизвикаа прашањата околу загадувањето на воздухот, беше изгласана и одлука за отстапување на нафтени деривати на јавното претпријатие Македонија Пат и на општина Кратово. Во општина Газибова се одвиваат на повеќе локации неколку активности. Во населбата Железара почна асфалтирањето на улицата Гемиџиска. Во следните денови екипите ќе работат на целосно асфалтирање на оваа улица, при што може во повремени периоди улицата да биде блокирана за движење во одредена насока. Од општина Газибова апелираат за разбирање од граѓаните, додека траат градежните активности. Исто така, градоначалникот на општина Газибова Борис Георгиевски, заедно со директорот на јавното претпријатие Паркови и зеленило Адријан Муча, го посети финскиот парк во Газибаба. Општината, заедно со јавното претпријатие Паркови и зеленило, во иднина целосно ќе го реконструира овој парк во нов, модерен и убав зелен простор, кој ќе биде ново катче за граѓаните на општина Газибаба. Од општината додаваа дека обновен ќе биде и паркот за миленици со поставување на нови реквизити. Планирана исто така е и реконструкција на спортските и детските игралишта во паркот, како и замена на јавното осветлување. Во општина Газибава се одбележа светскиот ден за борба против мозочен удар. По тој повод на вработените во општината, медицински екипи им вршеа мерење на шеќерот во крвта, како и на крвниот притисок, а потоа од Сдруженијето на невролози одржаа предавање за превенција и третман на мозочен удар пред нивните колеги од клиниката за неврологија, како и пред вработените од општина Газибава. Нивната порака беше граѓаните да одат на редовни прегледи за да може да се спречи и ефикасно и брзо да се лечи мозочниот удар. Она што би можело да се каже за мозочниот удар е тоа што може секому да му се случи и не е проблем само на повозрастните луѓе.
Поголемиот дел од мозочните удари се случуваат околу 65-та година или подоцна, но сепак околу 10% од ударите им се случуваат и на оние што се уште не навлегле во 45-та година од животот и тоа почесто кај жените отколку на мажите. Во Америка годишно повеќе од 100.000 жени под 65 години добиваат мозочен удар. Постојат неколку причини зошто жените се поизложени на ризик од мажите. Покрај факторите на ризик што се заеднички за двата пола, како што е пушењето, високиот притисок, високиот холестерол и диабетесот, некои фактори ги имаат само жените. Еден од факторите е бременоста, особено во третиот триместар и една недела по породувањето. Тоа има врска со хормоналните промени и затоа што по породувањето жените повеќе мируваат. Протокот на крвта е забавен, па жените се поподложни на создавање на згручувања. Лекарите советуваат дека освен водењето здрав живот, најдобрата одбрана е да се обрнува внимание на раните симптоми и да се оди на лекар. Некои од симптомите се чувство на слабост или втрнатост на едната страна на телото, проблеми со говорот, сериозни главоболки, губење дел од видот и она што треба да се знае е тоа што појавата на некој од овие симптоми значи дека треба веднаш да се оди на лекар. Над 500 деца од оделенска настава од две основни училишта денеска беа испратени на еднодневна бесплатна екскурзија во местото Пеленица во близина на селото Драчево. Како што информираат од општината, трошоците се покриени од страна на општина Ѓорче Петров. Во текот на оваа недела на екскурзија ќе заминат и децата од оделенска настава од останатите 4 училишта. На ваков начин за околу 2000 најмлади се овозможува разновидност во едукативниот образовен систем и можност за запознавање на убавините на помалку населениот дел од Скопје, кој изобилува со природа. Општината неодамна обезбеди и бесплатна ужинка за децата во класична настава, а за децата во продолжен престој бесплатен појадок. Станува збор за сите ученици од прво оделение од 6 основни училишта од општина Ѓорче Петров. Во општина Ѓорче Петров активно се работи на подобрување на безбедноста на жителите. Деновиве екипите на јавното претпријатие Улици и патишта интензивно работат на менување на оштетената урбана опрема од градските сообраќајници на територија на општина Ѓорче Петров. На терен се отстрануваат оштетените заштитни столпчиња, бекатон плочки од патеките, сообраќајни знаци и рабници од тротоарите. Според информациите од општината, на терен ќе биде поставена нова урбана опрема или дел од оштетената опрема што ќе биде санирана. Следната година се очекува дефинирање на еднородителското семејство. Во 2019 година ќе се отвори законот за семејство со цел да се интервенира во него и да се најде јасна дефиниција за тоа што представува овој семеен конструкт. Сепак, дефиницијата ќе биде дел од еден посложен процес на дефинирање на сите видови други семејства, кои постојат во праксата, а не се препознаени во законските решенија. На оваа тема денеска се одржа презентација на анализата за правата на самохраните мајки, која ја изработи Сдруженијето на самохрани родители Една може. Една од препораките во анализите е токму дефинирањето на третманот самохран родител и еднородителско семејство во соодветни законски норми. Непостоење адекватна дефиниција за самохран родител и еднородителско семејство представува основен проблем, но и појдовна точка за правилно препознавање и правен третман на овие семејства во Македонија, се наведува во анализата. Припадниците на овој тип семејство се обесправени, работите се недорегулирани и сето тоа прави проблем во остварување на основните граѓански права и поддршката што треба да ја добијат. Кога се говори за еднородителските семејства, речиси секогаш помошта се поврзува со материјалната, но не секогаш еднородителско семејство има потреба од материјална помош.
При дефинирањето на еднородителското семејство треба точно да се прецизира што тоа значи. Председателката на Една може, Дороти Пачкова, истакна дека во анализата се обработуваат правниот и културолошкиот аспект на проблемот. Според досегашното искуство на Една може и емпириските податоци кои ги собираме години назад, уште од корените на нашите активистички и грасрут заложби, па се до денешните многу структурирани и современи истражувања кои ги спроведуваме низ целната група, заклучуваме дека се уште оние клучни проблеми кои сме ги зборували пред 2 и пред 3 години остануваат како проблематична точка во овие семејства. Тоа е непостоењето и проблематичноста во однос на постоењето на сопствен дом, неможностите за вработување поради непостоење на флексибилни типови на работни позиции, за кои па ние го создадовме социјалното предпријатие Една прави, неможностите за згрижување на децата во државни и јавни установи. Пачкова додава дека сивата бројка кажува дека во Македонија има околу 20.000 еднородителски семејства. На меѓународно ниво, големо мнозинство еднородителски семејства се мајка со дете или деца. Во Европа тој процент е 80% мајки со деца, а во Македонија процентот е уште поголем. Во Република Македонија 3/4 од смртните случаи се должат на незаразните болести. Нездравата храна не би требало да биде надвор од досегот на најсиромашните луѓе. 1 од 3 школски деца има вишок килограми или е дебело. Неопходна е физичка активност на учениците и промовирање и применување здрав начин на исхрана. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека мора да се смени начинот на живот, затоа што, како што рече, се повеќе луѓе конзумираат високоенергетска храна, со високи концентрации на заситени и трансмасти, сол и шекер, а се помалку овошје и зеленчук и не се физички активни. Нездравата исхрана во недоволната физичка активност има големо влијание врз големувањето на нашата телесна тежина и појава на дебелина. Ова е особено важно да се спречи кај децата, затоа што навиките и телесната тежина, стекната во детството, многу е веројатно да се пренесе во подоцнежниот живот, како возрасен, и со тоа да се придонесе за предвремена појава на одредени незаразни болести, како кардиоваскуларните и дијабетесот, истакна Филипче. Од Светската здравствена организација информираат дека Македонија е на врвот во групата земји во кои преваленцата на дебелина е на 30%. 1 од 3 школски деца има вишок килограми или е дебело, а тоа е многу висока бројка. Во училиштата во Македонија има 120 минути физичко, додека во Унгарија секој ден децата имаат 1 час физичко. Македонија има простор за подобрување на состојбата, за промовирање здрава исхрана и физичка активност. Од 2 до 27 ноември ќе се одржуваат 19-тите есенски музички свечености, кои ги организира Дирекцијата за култура и уметност Скопје. Покрај домашни учесници ќе има и гостување на музичари од Унгарија, Полска и Србија. Организаторите најавуваат 9 програмски термини, пред се од класичната музика. Покрај концерти на класична музика, претежно од камерни ансамбли. И оваа година програмата е збогатена со друг музички жанр. Годинава тоа ќе биде од областа на фолклорот, по повод 100 годишнината од раѓањето на Никола Бадев. На тој концерт на 15 ноември во Македонската опера и балет ќе настапат 20 изведувачи. Тој ќе биде отворен в петок во Македонската опера и балет со изведба на балетот Лебедово езеро на Чайковски во кореографија на украинецот Виктор Јеремко и под диригентство на Бисера Чадловска. На 10 и 11 ноември се концертите на музичарите од Унгарија и Полска, кои ќе се одржат во Филхармонијата. Концертот на редниот ден, на 11 ноември, е по повод независноста на Полска и ќе настапат млади музичари од таа земја, виолинистката Агата Кмак и пианистот Марсин Гузик, заедно со македонскиот кларинетист Ристо Ѓуревски. Гостински учесници на есенските музички свечености се и музичарите од камерниот оркестар Аморосо од Србија, кои на 16 ноември ќе настапат во музеот на град Скопје.
На фестивалската програма се и оперската представа Марија Калас час на 4 ноември, концертот на триото Интерарт на 16 ноември, концертната промоција на CD-то Звуците на трските, опера трио на Татјана Петрушевска-Караскоковска, Игор Бакревски и Маријан Милушевски на 22 ноември, и концертот на Горан Начевски, Страшо Тимков и Елена Танасовска-Ивановска, со кој на 27 ноември ќе завршат 19-тите есенски музички свечености. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги и понатаму неделните прегледи на вестите.